Па они се у конфронтација со Трамп одамна. Да. Или го чекавме Трамп, ако памтиш 2016 да Да. дојде. Како беше, чека сега ќе направи влада ВМРО, нема да Да. се смени името, да издржиме уште недела, уште две Да, тие протести беа на тезите, улиците, гдом на улиците, нема тиранска платформа, Трамп ќе дојде, све ќе ни помогне. И видовме како ни помогна. Ајде пак некако тоа се протна во нашава средина, као да му опростивме на Трамп, нели, пак се радуевме многу. Никој не го поврзува тоа дека ни го сменија името Така е. у првиот негов мандат. И го пофали Заев. Секој сака палјачо да прими у собствениот двор да му поигра малце. Не гледам никаква разлика меѓу Заев и Мицко. Мене нема како е разлика. Само да завршим. Тоа се сијамски близнаци што зборуваш. И не знам зашо нема дебата во општеството дека името уставот све ни е сменето у време на Трамп. Пошто паѓавме у несвест ние у ВМРО да помоне тогаш. Брато Трамп да дојде, нема менјање на име, ќе се спротивставиме, да издржиме на улица, притисок треба да се води и така натаму. Стварно мислам дека човекот погоди у суштината. Мислам, гувернерот на Калифорнија е тоа. Погоди дека со овој човек не можеш да разговараш и да сакаш добра волја или тука ги издупи малце европјаниве, нели, таа понизност, тоа коленичење и така натаму. Меѓу кои нашиве, нели, нашиве беа у ротандата или околу ротандата. Апсолутно. И им Сака кажа, да влезат у џабе ви е оптиката. коленичење, џабе ви е дудлање, џабе ви е пушење, све ви е џабе. Не може човеков, не го разбира тоа, као Тирекс. Така што Господ на помош нека не.